Благодарам председателя на Собранието на Република Македонија, почитувана министерка, заменик министер за финанси, почитувани медиуми, колеги пратеници. Четврти ден расправаме за ребалансот на буџетот за 2017 година, поднесен од оваа влада, односно од владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, предводена од премиерот Зоран Заев. Коригирана по мерка на граѓаните и за потребите на граѓаните. Затоа што ВМРО-ДПМН 11 години стокмуваше буџет по теркот стави повеќе за да трошиш повеќе. Буџетот за 2017 година, кој е нереален, неразвоен, нереформски, нестратешки, како што го нарекувавте, кога се донесуваше во октомври минатата година, мораше да се направи ребаланс, таму каде што може да се скрати, се скрати, таму каде што не може да се реализира, исто така се скрати, односно таму каде што од ракав беше планирано, целосно се скрати. Буџетот за 2017 година беше популистички заради предвремените парламентарни избори кои беа на 11 декември 2016 година. ВМРО-ДПМН за да прикажи дека со ребалансот на буџетот можат да се остварат поголеми капитални инвестиции, ги зголеми токму во тој дел капиталните инвестиции во образованието и во другите области. Со буџетот за 2017 година ги загрози исплатите на платите и пензиите, исто така ги загрози здравствените услуги, социјалните трансфери, односно немаше проектирано доволно средства за исплата на пензии, за исплата на плати, за исплата на платите, посебно во делот кога се донесуваше буџетот за 2017 година, до крајот на годината запослија некаде 378 нови вработувања во периодот додека се донесе буџетот за 2017 година. Само 252 беа вработени во тој период во образованието. Со буџетот за 2017 година сакавте да ја зголемите сиромаштијата, но граѓаните на 11 декември избраа живот во Република Македонија. Иако 6 месеци го блокиравте изборот на владата на Република Македонија, но дојде ден кога владата предводена од премиерот Зоран Заев мисли за граѓаните и зборот е збор. Токму со овој ребаланс на буџетот ќе има минимална плата од 12.000 денари. Стечајците ќе се стекнат со право на паричен надоместок. Работниците со ниски примања ќе добијат субвенции за летување или зимување. Поддршка на малите и средните предпријатија со еднаков пристап, без никаква селекција како досега. Укинување на радиодифузната такса, трошок кој граѓаните го плаќаја и беа оптеретени и блокирани нивните сметки, а не го користеа. Поддршка за земјоделците, за подобрување на земјоделскиот стандард. Со овој ребаланс на буџетот за 2017 година имаме намалување на приходните средства на основниот буџет за 2 милиарди 867 милиони денари, согласно реализацијата во претходните 6 месеци, или имаме намалување за 1,5%. Исто така, со овој ребаланс на буџетот се намалуваат расходите на буџетот за 2017 година за 2 милиарди 907 милиони денари, кои се однесуваат на непродуктивните трошоци, кои биле планирани најмногу во раздел 04001 на влада на Република Македонија. Намалувањето на расходите најмногу е направено на стоки и услуги кои се однесуваат за околу 2 милиарди денари помалку од проектираниот буџет за 2017 година. Значи,
Од тие 2 милиарди денари се однесуваат 122 милиони денари се намалени на патни трошоци. Комодитет новите министри нема да имаат. 350 милиони денари се намалени трошоците за материјали и ситен инвентар. 170 милиони денари се намалени за поправка и тековно одржување. 258 милиони денари е намалена ставката други тековни расходи. 902 милиони денари е намалена ставката договорни услуги. Од овие средства 600 милиони денари се наменети за здравствени услуги. 500 милиони денари се кратат средства од реклами во владата на Република Македонија. Имаме кратење на капиталните инвестиции или капиталните расходи, кои биле планирани со 26 милиарди 954 милиони денари, сега изнесуваат 23 милиарди 410 милиони денари. Ако се направи анализа по години, капиталните инвестиции не били реализирани повеќе од 19 милиони. Направив анализа за периодот од 2009 до 2016 година. Во 2009 година биле планирани 29 милиарди 417 милиони денари, со ребалансот биле скратени на 19 милиарди, цели 10 милиарди биле скратени во 2009 година, а се реализирале 13 милиарди или 46% од планираните. Во 2010 година планирани биле 23 милиарди, со ребалансот биле скратени 6 милиарди, значи повеќе од колку во овој ребаланс. 17 милиарди денари со ребалансот биле планирани во 2010 година, а реализирани биле 15 милиарди. Во 2011 година планирани биле 23 милиарди. Со ребалансот останали исто, реализирани биле 17 милиарди. 2012 27 милиарди, со ребалансот 21 на милиарда, но реализирани биле 19 милиарди. За 2013 година планирани биле 19 милиарди, имаме зголемување со ребалансот на 20 милиарди, но реализирани се 16,6 милиарди денари. Во 2014 година имаме планирани капитални инвестиции 22 милиарди, со ребалансот се 21 милиарда, но реализирани се 17,6 милиарди. Во 2015 година планирани биле во буџетот 21 милиарда, со ребалансот се зголемени за 1 милиарда, имаме со ребалансот 22 милиарди, но реализирани се 18. Што значи во овој период никаде немаме зголемување, поголема износ од 19 милиони до 19 милиарди инвестиции во изминатиот период. Во 2016 година биле планирани 25 милиарди, со ребаланс од 22 милиарди, два пати имавме ребаланс на буџетот за 2016 година и два пати беа скратени капиталните инвестиции, но реализирани за 2016 се 17 милиони. Ништо помалку не е планирано, туку е повеќе планирано со овој ребаланс за 2017 година, бидејќи капиталните инвестиции за 2017 година изнесуваат 23 милиарди 410 милиони денари. Намалувањето на капиталните инвестиции во ребалансот на буџетот за 2017 година е кај оние проекти кај кои има забавена динамика на реализација на активностите во првата половина на годината. Скратено е од проектот Скопје 2014. Проект кој требаше да изнесува 80 милиарди денари. Сите знаеме дека проектот Скопје 2014 година изнесуваше над 650 милиони денари и кој требаше да заврши до 8 години, а не и оваа година, и со овој ребаланс на буџетот имаме кратење токму во тие средства, бидејќи проектот Скопје 2014 требаше да заврши за 8 години.
Проектот Скопје 2014 година ние ќе го паметиме сите како пералница на пари на криминалците од ВМРО ДПМН. Значи, од тие средства од проектот Скопје 2014 година, 300 милиони денари се кратат за фасади во централното градско подрачје. Се кратат 300 милиони денари од буџетот на СОЗР, кој се јавува како инвеститор на зградите за јавната администрација, на Факултетот за драмски уметности, на Државниот завод за ревизија и Геодетскиот завод. 75 милиони денари се кратат од зградата на Финки и Факултетот за физичко образование, бидејќи овие проекти одат со забавено темпо, прогнозите се дека не може да се реализираат до крајот на годината, затоа се предвидени овие кратења во капиталните инвестиции. Со овој ребаланс на буџетот за 2017 година, владата дава можност за буџетирање на мерките од владината програма за поддршка на граѓаните и на фирмите. Тоа се зголемување на социјалните трансфери, односно пари за граѓаните, ќе има за пензии, социјални надоместоци, паричен надоместок, обезведени се исто така и дополнителни средства во износ од 1 милијарда и 200 милиони денари во фондот за пензijsko и инвалидско осигурување со цел да нема пречка при исплатата на пензиите. 200 милиони денари се обезбедени за социјалните права на граѓаните, дополнителни средства од 600 милиони денари се обезбедени во фондот за здравствено осигурување, 270 милиони денари се обезбедени за субвенционирање на минималната плата, која ќе изнесува 12.000 денари, ќе опфати над 130.000 вработени, закон кој во 2015 година беше поднесен од пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз и коалиционите партнери, за жал не беше прифатен. Сега и со ова гласање против ребалансот на буџетот потврдувате дека не сте за потребите на граѓаните, за подобрување на животот на граѓаните. Околу 3000 стечени работници ќе се стекнат со право на месечен паричен надоместок, лица кои останаа без работа поради приватизацијата на предпријатијата со домашната државна собственост, односно ФЕСАЛ 2 аранжманот, подпишан од овој тука пратеник што куп книги има, го нема со месеци да дојде, Никола Груевски, 200 милиони денари за субвенционирање на македонската телевизија за радиодифузната такса, 135 милиони денари дополнителни средства за мали и средни предпријатија, 112 милиони денари дополнителни средства за поддршка на вработените, и тие ќе изнесуваат вкупно 667 милиони денари, споредено со 2016 година, кога изнесуваа 366 милиони денари. Значи, поддршка за вработување ние зголемивме за 50% во однос на 2016 година. Зголемени се средствата во ребалансот на буџетот за водовод и канализација за цели 170 милиони денари. Овие проекти ќе се реализираат преку Министерството за транспорт и врски, согласно кредитната линија од Европската инвестициона банка и Министерството за животна средина. Зголемени се средствата во Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство 110 милиони денари. Од тие 110 милиони денари, 30 милиони денари одат за инфраструктура или адаптација на селските патишта, 80 милиони денари за директни плаќања со измени на програмата за финансиска поддршка и воведување на мерки за исплата на штети на земјоделските површини од избрзнување и штети од поплави во 2017 година. Со овој ребаланс на буџетот за 2017 година и со доаѓањето на оваа влада се покажа дека земјоделието е приоритет и целосно ја отсликува политиката на новата влада. За 40 дена, од 1.6 до 12.7 новата влада исплати над 2 милиарди денари субвенции или 35 милиони евра. Малку повеќе исплатила за цела година во 2008 година,
владата на ВМРО-ДПМН. Ние за 40 дена изплатихме 35 милиони евра. За периодот од 2008 до 2016 година беа скратени над 200 милиони евра субвенции, пари на земјоделците, директни средства за помош на земјоделците, пари со кои ќе се подобреше земјоделскиот стандард на секој земјоделец. Дополнително се изгубени средства од ИПАРД, средства во висина од 100 милиони денари, 100 милиони евра, се извинувам, годишно неповратни средства. За 2013 година се изгубени 11,6 милиони евра. За 2014 се изгубени 15,6 милиони евра. За 2015 се изгубени 16,2 милиони евра или вкупно за 3 години 43,4 милиони евра. Во секторот ИПАРД се вработени над 300 вработени, кои треба да им помагаат на земјоделците да аплицираат и да ги користат максимално средствата од ИПАРД фондови. Но сето горе спомнато е само потврда дека тие вработени нишале врата, земале плата. Помош на земјоделците никаква. Ако редовно се исплаќале субвенциите и на правите земјоделци, стигале субвенциите, оваа мерка требаше да ги зголеми површините под култури, исто така да го зголеми источниот фонд, а не да имаме пад на целото земјоделство и сточарско производство. Статистичките податоци ги потврдуваат со бројки. Колеги пратеници, поднесовте над 850 амандмани. Амандмани само да се наброј. Без да водите сметка од каде и од кои ставки земате пари и каде кратите. Например, од ставката 426, други тековни расходи, која изнесува 1 милиарда 863 милиони денари, од таа ставка имате само за 14 амандмани, односно до амандманот 77, имате кратено 1 милиарда 445 илјади денари. А за 850 амандмани до 850-тиот, од каде ќе најдете средства за да ги покријате од таа ставка 1 милиарда 860. Но како ги поднесувавте и како ги изработувавте, треба да си проверите, бидејќи целата ставка не може да се скрати со ребалансот на буџетот. Во изминатите 11 години ВМРО-ДПМН потроши над 30 милиарди евра пари на граѓаните и го задолжи секој граѓанин од бебе до старец со 2472 евра, ама со кредит. Оваа влада, предводена од премиерот Зоран Заев и министерот Тевдовски, во периодот јуни и јули исплати повраток на ДДВ на фирми во износ од 3 милиарди за 3,9 милиарди денари. Не се правеа селекции како минатите години при исплатите на повраток на ДДВ. Споредено со 2016 година, во периодот јуни и јули, исплатени за повраток на ДДВ се 2 милиарди и 300 милиони денари. Околу вработувањата имаше и во комисиската расправа и на пленарната расправа околу ребалансот за буџетот, имавме многу дискусии околу зголемувањето на платите. Еве ќе ви дадам една информација кога се вработувале луѓето, тие 7.000 вработени и низ општините и низ администрацијата. Во општина Делчево, датум на издавање на согласност, обезбедени средства, 23.11. Дали беа распишани изборите? Дали беше донесен буџетот? Зошто не ги планиравте овие средства и овие вработувања и плати за овие вработувања? Зошто ги оставивте овие вработени без плата? Значи, од 23.11 до 8.3 21 вработен. Во основното училиште Банчо Прке, од 25.10, од кога се распишани изборите, до 2.5, 14 вработени.
Во основното училиште Климент Охридски од 11.11 до 12.5 16 вработени. Имате ли аргумент зошто имаме зголемување на платите? Зошто ги оставивте вработените без плата во тој период? Благодарам.